Додека епидемиолозите и обвинителството ги барат и утврдуваат причините за масовните здравствени проблеми на гостиварци, во болницата во градот за само едно деноноќе над 250 лица побараа медицинска помош поради тегоби. Директорот на болницата, доктор Емри Бајрами, вели дека изминатото деноноќе бил пикот на ширењето и дека под најголем притисок од пациенти се инфективната клиника и детското оделение. Првиот пациент кој се пожалил на тегоби бил ноќта меѓу понеделникот и вторникот. Во моментов задржани се 3 деца, превентивно поради опасност од дехидрирање. Денеска и вчера беше пикот на инфекцијата. Ја мислим така. Ќе видиме другите денови како ќе биде. Ако имаме намалување на заразните пациенти, за овие на пациенти, тогаш пикот и вчера и денеска ќе биде. Ја мислам, според мене. И периодна инкубација, дали може да предпоставите? Па тоа е пикот или вчера или денеска ќе биде. Министерот за здравство Сашо Клековски, кој денес дојде во Гостивар, најави дека ќе се чека на резултатите од испитувањата пред да падне одлуката за прогласување на епидемија. За разлика од локалните власти, тој не верува дека храна, а не вода, е изворот на проблемите со кои се соочуваат гостиварчани последните 5 дена. Можам неформално да коментирам дека шансата да 1000 луѓе се затојат од храна, а то не е фабричка хала во некој од фабрики што имат по 5000 вработени, се многу мала. Дополнително ова трае веќе 4 дена, така да е за мене храната е исклучена како логички исклучена како можен извор, бидејќи премногу денови се, премногу различни локации се да сите јаделе иста храна. Голем број на гостиварци предпладнево побараа лекарска помош во инфективното оделение. Сите се жалат на истите симптоми. Син ми е болен. Јас бев пред 4-5 дена инфузија примав и ја. Сега син ми е годен со инфузија да прима. Истите симптоми, истата слика се? Исти. Што му се случува? Прелив има, болки на стомакот, повраќање. Од што мислите дека е? Не знам. Сигурно не знам јас. Вода не користите за пиење повеќе? Син ми има пиено вчера в кафе вода од водовод. Надлежните побараа поголема соработка од жителите на Гостивар кога станува збор за пополнување на епидемиолошките анкети, кои ќе бидат клучни за утврдување на причините и развојот на настаните во Гостивар во изминатите 5 дена. Градоначалникот на Гостивар, доктор Ваљбон Лимани, кој не е во градот, им се обрати на сограѓаните преку социјалните мрежи, повикувајќи ги на смиреност. Директорката на Гостиварскиот водовод и комуналец Асани денеска не беше на работното место. Во телефонски разговор остана на својот став дека пумпите биле користени само еднаш на 26 јуни и дека ден претходно граѓаните на Гостивар биле предупредени да не ја користат водата од градскиот водовод. Не даде конкретен одговор ако не биле користени, зошто пумпите биле оставени во тој канал. Потврди дека вчера дала исказ пред истражните органи. ОДИ за соопштија дека ќе ги запазат протоколите и дека резултатите од испитувањата на мострите земени од 4 различни локации ноќта меѓу четвртокот и петокот ќе бидат готови за 48 часа. Физичко-хемиската анализа веќе е завршена, се работи на микробиолошката, а резултатите ќе бидат доставени до обвинителството, не и до јавноста, и тоа во интерес на истрагата. Одлуката на АХВ за забрана на користење на вода од градскиот водовод останува на сила.